Внимателно со храната. Прехранбените продукти и високите температури не се добри пријатели, па опасноста од труење е се поголема со секој покачен степен. Најподложна на расипување е храната која што е изложена на топла. Например, храната што се продава по пазарите. Треба да се внимава сирењето и другите производи што се продаваат на пазари. Месото треба исто така да се внимава со месото, исправноста на месото. И сето тоа треба добро термички да се обработи. Труењата со храна можат да бидат исклучително тешки и опасни за здравјето на луѓето, па затоа лекарите уште еднаш потсетуваат како да се чува храната кога е топло. Приготвената храна да не се чува долго или пак да се чува на соодветни места, на соодветна температура. Зеленчукот, зелените салати да се добро промиват, затоа што често пати преку нив може да дојде до појава на диареални проблеми, проливи и така натаму. После добро да се приготвува храната, добро да се чува приготвената храна на ладно, да се избегнува внесување на сирова храна. Само во последните 2 недели храната беше причина за хоспитализирање на над 20 жители на истокот кои јаделе храна дистрибуирана од една кочанска фирма за производство и дистрибуција на храна. Последен пат група од 6 лица од кочанско тракање со висока температура, диареја и повраќање на штипската инфектологија завршија вчера. Сите тие јаделе иста храна која се состоела од стек, плескавици и пирошки. Кај дел од хоспитализираните во сегашниот и претходниот случај е констатирано присуство на салмонела. Ова е доволна опомена кога во прашање е храната да се внимава. Незиното приготвување и чување во домашни услови е прашање на лична одговорност.